Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре додовте во новото издание на Трета порта, политички магазин кој ги следи интернет случувањата и ви ги пренесува на едно место. И оваа емисија е посветена речиси целосно на актуелната политичка криза и на можниот почеток на преговорите помеѓу власта и опозицијата. Оваа недела власта и опозицијата беа на пат во Брисел. Таму учествуваа на веќе закажана трибина, која не е директно поврзана со актуелната политичка криза, но на иста маса седнаа пратеници на ВМРО ДПМН и на СДСМ, оние кои се во оставка, но се избрани во собранието. За ова има различни толкувања, различни анализи. Дел од аналитичарите велат дека тоа неформално е дел од некаков политички диалог, други негираат, велат дека се работи за сосема одделна работа, но и за самата трибина во Европската унија во Брисел има различни пренесувања во македонските медиуми. Значи медиумите различно пренесува што се случувало во Европскиот парламент и кои се пораките. Ке почнеме со тоа што ќе видиме две сосема различни страни на иста приказна. Почнуваме со Сител, кој на насловната страница вели вака: силна шлаканица за Заев од Европскиот парламент. Декларација за осуда на постапките на опозицијата. И тука Сител го вклучува дописникот на државната агенција МИА, Боба Нонковиќ, кој зборува за тоа што се случувало во Брисел. Значи, бидејќи нема понатаму текст, не можеме да видиме, прилогот е електронски, но насловот е суштината за тоа што го зборува Нонковиќ. Сега дописничка на порталот Нова, исто така од Брисел, Светлана Јовановска вели дека приказната не е таква и дека тука се искривуваат фактите. На својот Facebook профил Јовановска вели: еве како се манипулираат факти. И при тоа ја пренесува истата сторија од Европската унија на Сител и подолу постира друга, направена од порталот Нова. Еве да ја видиме таа од Нова. Нова вели: Европската комисија порачува дека компромис во земјата е можен. Значи, тука се оди со сосема еден друг наслов и се цитира изјава на европратеник кој вели за тоа кои се пораките од Брисел. Еве го насловот. Можен е компромис, значи. И еве една изјава на пратеникот Вајгл. Вајгл вели дека на Македонија мора да се помогне преку Европски совети, а не преку поддршка од европските пратеници за власта или за опозицијата. Јас се залагам за неутралност. Словенецот подлича дека резолуцијата на Европскиот парламент, чишто автор е тој, изгласана пред 2 недели, препорача старт на преговорите за членство со Македонија и не се задржа на актуелната криза, иако сите пратеници се во тек со настаните во земјата. Ние сметавме дека токму споменувањето на преговорите е точка која може да помогне и дека таквиот пат треба да биде дел од решението, рече Вајгл, кој е уверен дека европските пратеници треба да бидат едногласни и да се држат за оваа насока. Ете, значи, порталот Нова пренесува сосема друга изјава од Иво Вајгл и нивниот напис е различен, кај што Европската унија бара компромис за почеток на политичкиот диалог во Македонија и начин за почеток на решавање на тешката политичка криза. А политичката криза не престанува да биде во центарот на вниманието, особено по бомбите, по политичките бомби кои продолжува да ги објавува СДСМ во своите последни објавувања на аудио снимки за кои СДСМ вели дека се снимени од македонските тајни служби и дека на нив зборуваат министри, како и премиерот Груевски. Се зборува меѓу другото, повторно се зборува за парцелите на Водно, за кои ќе има збор во оваа емисија, но се зборува повторно и за уривањето на објектот Космос на бизнисменот Фијат Цановски. Цановски обвини дека Космос е уриван спротивно
на законот, дека тој е уриван само како политичка пресметка против него, бидејќи застанал на страната на опозицијата и застанал на страната на затворената А1 телевизија. Разговорите кои ги објави опозицијата, на кои вела дека се слушат гласовите на премиерот Груевски и министерот Миле Јанакиевски, опозицијата вели дека Груевски признава дека Космос е уриван незаконски. За ова имаше реакции и од самиот Фијат Цановски, но и од неговиот син Сефер Цановски, од кого ќе видиме сега еден Facebook пост. Сефер Цановски пишува: "Ми викаат, не пишувај, не зборувај. Ке се земеш оштета и тоа ти е доволно. Па јас, бре луѓе, не сакам да живеам во ваква држава. Не сакам да живеам со лидер кој руши се што не му е по кејф. Ние со години продуцираме високообразовни правници, економисти, политиколози. Па за каде? За кој систем кадри ако општеството ни е лудо? Ако оние кои ја водат државата се пример за криминал и корупција, ако оние кои треба да бидат примерни се однесуваат одговорно, се однесуваат спротивно на тоа, зарем не треба да се плашам за своето? Зарем ние не сме жртви на овие недоквакани, неизживеани да молчиме? Па што останува со народот? Како народот ќе се разбуди ако ние молчиме? Не ми е јасно." Тоа го пишува Сефер Цановски. И ќе видиме дел од коментарите, значи поголем дел од оние кои коментираат на Facebook профилот на Сефер Цановски го поддржуваат, но имаше и такви коментари кои упатија и порака до него со обид да испровоцираат одговор. Еве, еден Facebook корисник пишува: "А во која држава ќе го направеше ова богатство, господине Сефер?" И има одговор од Сефер Цановски: "Во Република Македонија, и истата држава, односно власта, моментална сакаше и сака да сруши се тоа што сме направиле. Ајде, кажете ми вие зошто?" Тоа е одговорот на Сефер Цановски под неговиот Facebook пост. Емисијата ја продолжуваме поврзана со овие случувања со така наречените бомби на Заев. Значи, веќе не знам дали и треба да се употребува терминот така наречени, бидејќи бомбите на Заев стана еден одомаќен термин во Македонија, веќе секој знае за што се работи, значи гледачите знаат дека тоа не се вистински експлозивни физички бомби, туку политички пораки кои се праќаат, политички објавувања на аудио записи за кои опозицијата велат дека има инкриминирачки пораки за власта. Продолжуваме со колумни на дел од новинарите, на оние новинари кои се тешкаши во поглед на нивниот стаж во новинарството и на нивните објавени материјали. Одиме со Ерол Ризаов. Ризаов овој пат му се обраќа директно на еден министер кој го ословува по име. Јас верувам дека од она што го пишува е јасно за кого се работи. Во насловот Ризаов вели: "Ало Миле, кај си?" Правдата еден ден ќе тропне и на вратата на онеправданите, понижените и ограбените. "Ало Миле, слушам дека многу добро ја познаваш технологијата за уривање, градење, продавање и преземање на атрактивни градежни плацови. При тоа одработуваш одлично, се да биде покриено со закон според урбанистичките планови. Овозможуваш да се купи земја ефтино од државата, да се продаде 100 пати поскапо. Алал ти вера. Алал да им е на твоите родители што те родија и воспитаа толку умен, чесен и храбар, што и помагаш на државата да се ослободи од грижата за својот имот. Нема водач на Дуњава што не би сакал да те има во првите редови. Погледни веднаш како стојат работите со оној плац од околу 1400 квадратни метри во центарот на Кочани, кај културниот дом, кај споменикот на Никола Карев. 10 години се влечам пред вашите независни и непартиски комисии, а сега предметот собира прав во управниот суд. Наместо да ти се јавам тебе и да ти кажам дека тоа е моје место наследено од мојот татко, јас наивен пишувам тужби и чекам одговори, во кој час се прифаќа моето барање, час се одбива во зависност од климата. Ако студено се одбива, ако потопло се прифаќа, ако некогаш се носат одлуки без оглед на временските услови и без да бидам известен, што тебе не може да ти се случи.
ти ги правиш работите брилијантно, па во секое време имаш решение во рацете како што нарачуваат македонските богови од врвот на Олимп или на водно, сеедно, двете се свети планини. Тоа го пишува Ерол Ризаов под насловот Ало миле, кај си? А новинарката Мирка Белиновска, која често ги критикува намерите на опозицијата и нивната политика, сега вели дека бомбите на Заев губат од својата разорна моќ и дека полека тие, како што вели, се разводнуваат. Белиновска вели: нема богат улов со стари бомби. И тука во својот текст открива, како што вели, некои нови податоци. Ако судам според најавата на Заев, кој со своето зрачење ја опфати и Бугарија, тој неделава има намера да ја спржи земјата со расветлување на случајот петкратно убиство кај Смилковско езеро и прислушувањето на бугарската и американската амбасада во Скопје. Нормално, и масакрот и шпионирањето ги извршила македонската држава. Многу јако, нема што. Само што ова е до запирка исто со ваквиот пакет бомби што јас го имам видено и слушното кај овој истиот Зоран Верушевски. Кога кај медиумска звезда беше син му Александар, реши да го спасува од затвор, така што ќе ја уцени власта, односно државата со експлозивна тајна документација во неовластен посет. Ме повика кај него дома. Во домот беа тој, жена му и помалиот син. Верушевски го отвори компјутерот и ми прикажа избор од снимки, како се прославува и што се говори по објавата на големата победа за Македонија во просториите на Бихачка, ама и во домовите на некои високи македонски угледници и благонадежни државни функционери. Со своји очи видов и со своји уши слушнав извадоци од разговори на Бранко Црвенковски, Шекеринска, Бучковски, Хари Костов и други угледници, како ги озборуваат своите сопартици, што не се на забавата. Ете, тоа е колумната на Мирка Белиновска, која вели нема богат улов со стари бомби. А анализа за министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска има напишано Катерина Блажевска, поранешен главен и одговорен уредник на Дневник. Блажевска вели дека Јанкуловска, која сега често ја слушаме во снимките кои ги објавува опозицијата, е начело на тоа министерство во текот на целиот мандат на ВМРО ДПМН, но во својата анализа Блажевска вели дека таа, иако е формално начело на МВР, со полицијата раководи некој друг. Насловот на Блажевска е Гордана Јанкуловска, 9 години човече параван за вистинскиот министер. При тоа човече е еден израз кој често го слушаме во аудио снимките кои ги објавува опозицијата, кога се зборува за гласачи, кога се зборува за граѓани на Македонија, кога се зборува за припадници на опозицијата. Значи, тие се нарекуваат, вели опозицијата од страна на Јанкуловска, како човечиња. Има неполни 40 години стаж колку и владата на ВМРО ДПМН. На 27 август изминуваат точно 9 години од денот кога младата, симпатична, интелигентна и комуникативна партиска соработничка на Груевски седна во министерската фотелја на ресорот внатрешни работи. Изборот на Груевски беше изненадувачки, но само за неупатената јавност. Не затоа што избра жена за прв полицаец, стереотип за најмашко министерство, неколку години пред тоа го урна неговиот претходник Љупчо Георгиевски со изборот на Доста Демовска на таа функција. Туку затоа што беше најмладиот министер дотогаш во тој ресор без претходно искуство во таа сфера. Но за најтесниот круг околу Груевски тоа беше сосема очекувано. Прво, изборот на Јанкуловска беше покритие за вистинскиот министер од Сенка, братуџето на премиерот Сашо Мијалков, кој формално требаше да директорува само со управата за безбедност и контраразузнавање. Од друга страна, женскиот лик на чело на МВР требаше да остави впечаток за фаза на помеко раководење со ресорот и напуштање на така наречени пендрек политики. Ете, тоа е дел од анализата на Катерина Блажевска, објавена на prisma.birn.eu.com. Гордана Јанкуловска, 9 години човеча параван за вистинскиот министер. А неделава имаше и друга една борба на социјалните мрежи,
која може да добие и друг карактер. Тоа се случува по написот на Facebook на главниот и одговорен уредник на Алсат Мухамед Зекири, во која Зекири го критикува известувањето на МРТВ во однос на снимките кои ги објавува опозицијата, но и во однос на редица други настани. При тоа Зекири објави една насловна страница од Весник и напиша порака упатена до Диме Ратајковски, кој е главен и одговорен уредник на информативната програма на МРТВ. По ова имаше и одговор. Ратајковски бара од Зекири да се извини поради нешто што напишал на Facebook, инаку се заканува со тужба. Сега Зекири повторно се огласи на својот профил. Само што ми стигна ова писмо од Ратајковски. Бара да му се извинам, оти на Facebook сум го навредил и да го повлечам постот. Човече, зар мислиш дека јас менјам став по нечија потреба и барање? Тоа што си мислам и го кажувам и стојам за тоа. Овој профил е мој приватен, сум ги изнесувал и ќе продолжам да ги изнесувам моите ставови за се што мислам дека е потребно, пишува Зекири. И еве да го видиме ова што е пратено до Алсат, пишува Македонска радиотелевизија, еве има печат и датум. Почитуван господин Зекири, на тој ден преку електронска публикација, социјална мрежа Facebook, како коментар на насловна страна на мојот текст во Дневник, објавивте статус насловен кон мене кој изразува понижувачко мислење кон мојата личност, со што се повредува мојата чест и углед. И тука е потпишан Диме Ратајковски, главен одговорен уредник на МТВ. Тоа е значи што е објавено. И ќе видиме сега еден коментар кај Зекири, значи кој е интересен, кој зборува за ова. Еве, еден Facebook корисник кој го следи господина Зекири, вели: во телефонски разговор е се дозволено. Така нели вика Латас, не може да те гони никој. Зарем Facebook сега е на мета? Мој совет зошто само така може во Македонија. Ете, тоа е интересен поглед врз работите. А каков ефект имаат бомбите на опозицијата? За ова има различни ставови, како што видовме веќе, новинарката Мирка Велиновска вели дека новите објавувања се разводнуваат, дека се губи интересот во јавноста. Од опозицијата тврдат дека не е така, велат дека имаат и докази. Одиме со една анализа која е направена од Радио Слободна Европа и која се однесува на таа тема. Анализата е насловена: власта навлече панцир против опозицијските бомби. Значи, една интересна метафора. И тука се цитира Дамјан Манчевски, потпредседател на СДСМ, кој вели: ефектите ќе бидат далекосежни, затоа што Никола Груевски и неколкуте негови соработници не само што повеќе нема да може да владеат со Македонија, туку тие повеќе нема да може да се бават со политика. Но ќе се отворат и некои други процеси, па ќе видиме што тоа ќе произлезе, вели Манчевски, кој додава дека се задоволни од ефектите што така наречените бомби ги постигнале врз граѓаните. И ќе видиме тука и од ВМРО ДПМН вели нема коментар за ефектите, но тука се цитира една постара изјава на премиерот Груевски, каде што Груевски вели: го гледам уплашен до даска од денешниот наш собир побрзал порано да одржи прес. Тоа говори за него, за неговиот страв дека е фатен жив во многу работи, дека има непобитни докази за тоа кој е Зоран Заев и што тој прави, но и страв дека нема веќе, дека опаѓа вниманието од неговите теми, дека времето го гази. Во тој страв ние не можеме да му помогнеме, рече Груевски. Тоа е анализата на Радио Слободна Европа, а председателот на СДСМ, значи, дава интервјуа, рече си,
секојдневно, многу често и за страни медиуми, сега за последниот е за Deutsche Welle, во кој интервју господинот Заев изнесува некои интересни факти за кои досега само се зборуваше во јавноста, а господинот Заев сега ги потврдува. А тоа е дека господинот Заев многу често преспива во својата партија. Еве го интервјуто. Груевски ја држи во заложништво целата земја само да се заштити себе си. Значи, тоа е долго, се зборува за низа актуелни прашања. Значи, најчесто лидерот на СДСМ е прашуван за тоа што следно ќе објави, какви материјали има опозицијата, а еве го делот за дали тој се плаши за својата безбедност. Заев вели: "Јас постојано сум под некоја закана, уцена и притисок сите овие години. Градоначалник сум на Струјмица 10 години, Груевски е премиер 9. Еден сум од најжестоките критичари на власта." Е сега на прашањето: дали е точно дека преноќувате во седиштето на партијата? Да, точно е. Еден поголем дел од ноќите во неделата ги преспивам во седиштето на партијата. Има услови да ја поминам ноќте овде. Секако, одам и во Струјмица. Јас го водам тој град. Мора да носам одлуки. Имам одличен тим таму, но голем дел од неделата го поминувам во седиштето на СДСМ. Овде работам дење и ноќе, овде преспивам. Тоа е интервјуто на Заев за Deutsche Welle. А професорката Тања Каракамишева, која го критикува однесувањето на опозицијата и незините стратегии, овој пат пишува во Дневник, вели: "Последна модна ревија на СДСМ", при тоа јасно алудирајќи на нивната политичка стратегија. Еве ја таа колумна. И еве ќе видиме дел од напишаното. Од досега понудените вкупно 12-13 колекции од модната ревија на СДСМ може да се забележи зголемен интерес за првата и втората колекција, пошто интересот кај граѓаните значително се намали. Се стекнува впечаток дека креациите од ден на ден стануваат се помалку инвентивни. Се забележува слаб интензитет на колоритот. Кај шнитот паѓаат во очи лошо и непрофесионално изработените краеви, додека кај начинот на презентирање на модните колекции се забележуваат знаци на доседа, нервоза и немање моден предизвик и жар. Тоа го пишува Каракамишева и јасна е незината порака во однос на бомбите кои ги објавува СДСМ. А големо внимание во јавноста пренесува лидерот внимание во јавноста има за лидерот на Достоинство Стојанче Ангелов, кој продолжува со неговите упорни протести пред јавниот сервис, пред МРТВ и пред јавното обвинителство, каде Ангелов бара да се објавуваат така наречените бомби на Заев, но и сите останати активности пред се и неговите. Ангелов вели дека од ден на ден му се зголемува бројот на корисниците и често тој ги напишува своите пораки на Facebook, на својот Facebook профил. Еве една од тие објави. Протестно кондиционен тренинг успешен. Благодарност до сите бунтовни граѓани кои вечерва беа со нас на кондиционен тренинг за ослободување на МРТ од канџите на режимот. Ве очекувам секоја вечер во 19 часот пред МРТ. Четврток пред јавно обвинителство, кратка аудиобомбашка вежба. Посебно изненадување подготвуваме за јавниот обвинител Зврлевски, кој се уште се прави наудрен и не дава одговор на нашето прашање дали има одлука со која се забранува на МРТ да ги емитува политичките бомби. Ние знаеме дека таква одлука не постои, но сакаме Зврлевски тоа да го каже јавно. Сега не сите и оние кои често се јавуваат како критичари на однесувањето на МТВ и на дел од медиумите кои велат дека нема доволно слобода, дека има цензура во јавноста,
сите тие не ја поддржуваат целата акција на Стојанче Ангелов, еден од оние председател на Сдруженијето на новинари Насер Селмани, кој вели дека тој мисли дека тоа што го прави Стојанче Ангелов не е во ред и еве зошто Селмани ја образложува својата поента на Facebook. Нејасно е што сака да постигне представникот на достоинство Стојанче Ангелов со заканите дека ќе преземе контрола на МРТ. Јасно е дека тоа не може да го направи затоа што власта нема да го дозволи. Поддршка за таква идеја нема ни кај вработените, а очигледно нема ниту меѓу граѓанството. Но ете да претпоставиме дека Ангелов ќе успее да ја преземе македонската телевизија. Дали тој има размислувано како ќе раководи со куќата после ослободувањето? Дали знае дека јавниот сервис е толку зависен од владата што без нивна финансиска поддршка не би можело ниту плати да се обезбедат на вработените? Од каде ќе обезбеди пари Ангелов МРТ да функционира непречено? Ако влезе Ангелов во македонската телевизија, што е просто неверојатно, владата ќе престане да ги поддржува финансиски и за 2 месеца вработените ќе побараат од ослободителот да си оди, затоа што никој тамо не сака да работи без плата, што е нормално. Тоа го пишува Селмани, а сега освен Сдруженијето на новинари се формира уште едно ад-хок здружение кој исто така зборува за слободата во МТВ, тоа е новинарски пленум. Значи по студентски, професорски, средношколски пленум добивме и новинарски, кој вели дека тоа се прави поради целиот тој тренд на оформување на пленуми кои стануваат символ на слободата во општеството. Новинарскиот пленум вели дека има меѓу другото една од целите е да го постигне и тоа, но како главна задача е ослободување, како што велат, на македонската радиотелевизија од стегите на власта и бараат таа да продолжи да работи непречено и слободно. Еве ќе видиме дел од тоа што го порачува новинарскиот пленум. Пленумот стана стимбол за граѓанско будење и покренување акции за промена на состојбите во државата. Студентите, како најпрогресивна сила во општеството, со право станаа предводници на тие промени на кои се приклучуваме и ние. Соочени со сложеноста на ситуацијата во државата, во која информирањето на јавноста игра огромна улога, чувствуваме потреба да не стоиме на страна од случувањата и да ја потенцираме одговорноста во вршењето на новинарската професија. Во моментот со упад во професијата и злоупотреба на новинарските принципи се случува злосторство во ударните термини. Јавноста воопшто не е информирана за важни случувања од општеството, од општествено-политичкиот живот, таа е дезинформирана и изманипулирана, се вели во дел од сопштенијето на новинарскиот пленум. А недалава има и една вест која е интересна за многумина, тоа е дека поранешниот председател на синдикатот на клиничкиот центар, офталмологот доктор Дејан Ставрик неговата пресуда е оборена од апелациониот суд и вратена на повторно судење. Значи Ставрик беше осуден за примање на мито за обезбедување на инвалидска пензија, нешто што Ставрик го негираше цело време, а дел од аналитичарите целата пресуда, целиот процес против доктор Ставрик го поврза со неговата улога за време на лекарскиот штрајк, кога доктор Ставрик беше предводник на лекарите специјалисти. Еве дел од веста. На Ставрик ќе му се суди повторно, апелација ја укина затворската казна од 1 година. Новиот судски процес е закажан за 7 април и вели Скопска апелација ја укина пресудата за ушниот хирург Дејан Ставрик, кој доби 1 година затвор, дека наводно земал мито од 2000 евра за да посредува придобивање на инвалидска пензија и случајот го враќа на повторно судење. Новиот судски процес е закажан на 7 април. Значи во текстот се додава дека тоа се прави поради низа материјални пропусти во судењето. А недалава
во Македонија имаше и средношколски протести, значи по студентските средношколците бараат измена на државната матура во поглед на предметот математика. Средношколците се пожалија дека имале силни притисоци од страна на училиштата, на директорите, на професорите да не излегуваат на протести, а на социјалните мрежи и на дел од порталите се појави и едно видео со кое тоа се покажува, се вели дека тоа е снимено во Битола. Јас предлагам сега да го видиме. Вие не мора да видите. Вие сите од 38 горе, одма качвајте се за 2 секунди. Значи ти за тебе не разговарам, не ме интересира. Од 38 интересира. Ке си извадам да како споре покрина и крај на Другите сите пате. Беамон за ден час гајлети. Имам јас Значи овој час го молам другиот да видите со мене. Одма ќе Значи ќе ги собериш, кога те молам, значи сите ќе ме запишат. Да вадам мегафонот да викам. Ако не ме страшно ќе се разочарам како деца. Значи страшно, значи за ова работа вие ќе се одите горе. Што е проблемот? Што сакате да правите? Трите осумнеките да се качи? Да, еви сега. Добро. Немојте да се качите. Ама немојте да дојдете на крајот на годината да се договориме да барате поведението да ви се врати назад. И за на факултет ви треба и за себе. Ете, тоа е тоа видео кое е објавено на интернет просторот, а кое го пренесуваме во Трета порта. Се разбира дека сите оние кои се засегнати во видеото, доколку сакаат да ја кажат својата страна на приказната, може да го направат тоа во 24 вести, исто така како и сите останати. Со овој материјал ја завршуваме оваа Трета порта, ова издание. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не ја заборавајте и Facebook страницата на Трета порта, каде можете да ги оставате и своите коментари. Не го заборавајте и мотото на Трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.